Власта го криеше, опозицијата го објави. Политичкиот врв не кажуваше ни збор за францускиот предлог, кој инаку предвидува Бугарија и натаму да си поставува нови барања, кои ќе влезат во преговарачката рамка. Председателот на Собраниската комисија за надворешна политика Милошовски објави дека процесот на стабилизација и асоциација, кој досега беше засебен, ќе стане дел од преговарачката рамка со Европската унија. И преку него, источниот сосед може да вметнува нови услови, кои може да не блокираат на секое поглавје. Предлогот на Макрон предвидува преспанскиот договор, договорот со Бугарија и записниците од мешовитата историска комисија да влезат во преговарачката рамка. На Македонија се отвара уште едно малцинско прашање. Читај повторно отворање на уставот, кој ќе биде нов услов, од кој ќе зависи кога ќе се одржи првата меѓувладена конференција. Ковачевски иако тврди дека не бил во текст со преговорите, овој текст го имал на увид уште пред неколку недели. Но со министрите Бујар, Османи и Маричик не успеале да го заштитат основниот принцип за кој се залагаа многу пријатели членки на Европската унија и кој одговара и на Македонија. А тоа е билатералните договори да не стануваат дел од рамката за преговори. Дел од медиумите објавија и други детали од предлогот, повикувајќи се на високи дипломатски извори пишуваат дека со него се прифаќаат сите барања на Бугарија, освен барањето за непостоењето на македонскиот јазик. Прашањата што се поврзани со образование и историја се изедначуваат со прашањата што се од фундаментално значење на Европската унија. Поглавјата 23 и 24, што се однесуваат на човекови права и владење на правото. Тоа значи дека барањата на Бугарија за негирање на македонскиот идентитет до 1944 година влегуваат во преговарачката рамка, а гаранциите што Софија ги бара од Европската унија ќе се ефектуираат со мониторирање од Европската комисија, која ќе следи како ќе се одвиваат билатералните преговори меѓу Македонија и Бугарија. Нашите власти со денови тврдеа дека не знаеле што содржи предлогот од Париз, но денеска шефот на дипломатијата конечно потврди дека сепак биле информирани за делови од неговата содржина. Имавте овие предлози или барем дел од предлозите кои што циркулираат? Се разбира, наша задача е да имаме сите информации уште пред да излезат, бидејќи тогаш не би ја завршиле работата како што треба, доколку немаме канали за да имаме информации пред да излезат. Меѓутоа, тоа се предлози кои што сега се пуштени до земјите членки. Предходно и председателот Пендаровски и премиерот Ковачевски не знаеа или не кажуваа што содржи тој документ, бидејќи бил испратен само до членките на Европската унија. Како може се работи за нашата држава, ние да знаеме што се преговара? Видите, прво предлогот го даваат земјите членки на Европската унија, бидејќи ние сме земја која што сака да се зачлени во Европската унија. Врз основа на предлогот кој што тие го имаат, односно ќе го усогласат, бидејќи очигледно тој не е усогласен на ниво на сите земји на Европска унија, бидејќи Бугарија е земја членка на Европската унија. Истиот кога ќе биде подготвен, тој документ ќе биде доставен до нас. Значи ние во Скопје, тука немаме видено француски предлог. Лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН Мицкоски уште вчера предупреди дека доколку францускиот предлог предвидува вметнување на бугарските позиции во преговарачката рамка, тоа би било капитулација за македонската дипломатија. Ако ова вака е, како што го читаме и како што добивме таа информација, тоа значи дека ние или ќе се асимилираме, тоест бугаризираме, или никогаш нема да бидеме дел од Европската унија. И ова е класичен нокаут за македонската дипломатија. 22 години седиме во чекалната, работиме и чекаме. Францускиот предлог за надминување на македонско-бугарскиот спор веќе е пред пратениците на бугарскиот парламент.